Основното музичко училиште Ристо Јурков од Кочани приреди концерт со најуспешните ученици во генерацијата. Со тоа ја одбележа и 92 годишнината од раѓањето на својот патрон и основач. Изминатата учебна година за Кочанското музичко училиште, кое е меѓу најстарите во државата, беше една од најуспешните. Учениците освоија голем број награди од државни и меѓународни надпревари, а учествуваа и во проектот Интернационална музичка размена, што се одража во Унгарија. Професорот Ристо Јурков беше основач на училиштето. Ги постави темелите на музичката култура и уметност во нашиот град. 7 години поред баравме согласност од Министерството за да го промениме името и на крајот успеавме. Постсмртно беше номиниран за Општинската награда за животно дело. Неговата сопруга, господја Лилјана, ме замоли да ја напишеме номинацијата. Лесно е да се запишат достигнувањата. Тешко е да се постигне толку, колку што тој, нашиот патрон, остави зад себе. Затоа денес чествуваме. Се сеќаваме ние и ќе се сеќаваат генерациите после нас. Во рамки на празничната свеченост беа доделени и признанија за неуспешните ученици. За ученик на генерацијата беше прогласена Јована Крстовска, а награди за истакнати ученици добија и Ана Јорданова и Михаил Митев. Сакам да се заблагодарам на мојата драга наставничка по пијано, ментор Марија Лазарова, која секогаш веруваше во мене и секогаш ме поддржуваше во овие 9 години, која вложи многу голем труд во мене. Исто така сакам да се заблагодарам до најдобриот наставник по солфеж и музичка теорија, наставник Благо Николов, со кој сите часови ни поминува во голема забава и во смеа, и кој секогаш ме поддржуваше. И за крај да се заблагодарам на останатите наставници, на директорката и на другите мои соученици од музичкото училиште кои секогаш ме поддржуваа и заедно креиравме на голема фамилија со која што моето музичко училиште стана мој втор дом. На концертот по повод одбележувањето на патрониот празник на Кочанското основно музичко училиште, учениците исполнија популарни и класични композиции. Свој настап на виолина имаше и ученикот Иван Милосов, кој неодамна свиреше со Националната филхармонија.